Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во неколку наврати веќе информиравме дека од 1 јануари 2024 година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Се работи за алијанса на која Европската комисија ја обезбеди средства од вкупно 14 милиони евра, како една од вкупно 50 иницијативи. Под водство на Универзитетот Падерборн од Германија, ова алијанса обединува 9 меѓународни универзитети со околу 126.000 студенти и 12.300 вработени. Целта е да се зајакне соработката на долг рок, да се зголеми меѓународната видливост и да се промовира мобилноста на студентите и истражувачите во Европа. Ова исто така вклучува дизајнирање на заеднички курсеви на студии, а она што го прави посебно или она што е препознатлива алијансата е тоа што студентите ќе имаат активна улога во сите случувања. Активностите на некој начин се веќе започнати во Колорс, а сега од 17 до 19 март во организација на Универзитетот Падерборн, кој е координатор на алијансата, се организира првата официјална или првиот официјален почетен настан на алијансата. На овој настан присутна и делегација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Секако тука и се представниците од останатите универзитети, членки на алијансата, тоа се Универзитетот Леман од Франција, Универзитетот Кастилја Ла Манча од Шпанија, Универзитетот во Ферара Италија, Универзитетот Кристијанштад Шведска, Универзитетот Јан Длугош во Честохова Полска, Универзитетот Јосип Јурај Штросмаер во Осијек, Универзитетот за применети науки Вентспилс, Латвија, секако Укло, кој е прв универзитет од Македонија и пошироко од Балканот, што влегува во една ваква алијанса, а Националниот универзитет Лесија Украинка Волин од Украина е придружен партнер на алијансата. Соработката на универзитетите е поддржана од 55 придружни партнери кои работат како дисеминатори во регионалните мрежи на иновации. Веќе кажавме дека на овој официјален почетен настан од 17 до 19 март, организиран од Универзитетот Падерборн во Германија како координативна институција на Колорс, учествуваат и представници од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денеска тука во емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола ви ги донесуваме разговорите што ги правевме со дел од нив пред заминувањето за Падерборн. Тука ќе видите разговорите со академскиот координатор и представник во конзорциумот на алијансата од Укло, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски, проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска и председателот на Универзитетското студентско собрание на Укло, Борис Гушевски. Останете со нас на 90,8 да ги проследите. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали додиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Се
За средбата во Падерборн на членовите на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, на почеток разговаравме со академскиот координатор и представник во конзорциумот на Алијансата од УКЛО, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Разговорот ви го нудиме во продолжение. Разговараме со професор доктор Рената Петровска-Нечковска, академски координатор на УКЛО во Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Еве сега пред заминувањето во Падерборн, каде што ќе биде одржана првата, ви рекле, почетна заедничка средба на представници од сите 9 универзитети вклучени во Алијансата. Како се чувствувате, што очекувате, како ќе помине таму периодот од 17 до 19 март, кога треба да се одржи таа средба? Да, точно се случува тој првичниот настан на заедничко географски во исто место видување на партнерите и соработниците, но правило во Алијансата е секогаш хибридно, значи сите се вклучени на еден или на друг начин, а ние сме возбудени што еве и ќе отпатуваме. На тој настан во Падерборн, Германија, домакини ни се координаторите всушност на Алијансата во нивниот универзитетски кампус и веќе масовно и интензивно се организираме и ние, и сите партнери, координаторите, бидејќи секогаш мора да се поравниме на сите нивоа, и внатрешно, и со нив, и со логистички аспекти на сите начини. Така да, среќни сме што ќе одиме и се надеваме дека и впечатоците пандемијата не научи дека се може и на далечина, се може и виртуелно и онлайн да се сработи, но пак оние директни човечки искуства од интеракцијата, соработката со луѓе, размената на идеи и енергии е сепак специфика на он-сайт средбите во живо. Од 1 јануари започна активностите во Алијансата и веројатно на оваа средба секој ќе сака да каже што досега се сработило, докаде се информациите стигнати за Колорс. Се разбира, секој универзитет во својата држава, меѓу својот академски кадар, студентите, но и да се договорат оние заеднички моменти кои што ќе треба да се реализират. Не рековте, во денешно време технологијата овозможува сето тоа да се направи и онлайн, меѓутоа поинаков е впечатокот и поинакви се гледањата на нештата кога луѓето ќе се видат вака очи во очи. Точно така. И сите досега да, од 1 јануари, а претходно година и пол додека да се сработи целата апликација, сите си соработуваме и нормално во соработката и во Алијансата и по различни работни пакети. Веќе се запознавме со колеги од целата Алијанса со кои што многу поблиско соработуваме, подетално, или се препознаваме во сличност, во пристапот, во професионализмот, во доменот на кој што действуваме. И едва и чекаме, баш кога ќе си кажеме дали ќе видиш ти, еј да, ще среќни и така натаму. Така што во тие средби планираните активности се, како што знаат да бидат добри организатори домакините од Германија, се навистина еден диапазон на активности. Меѓу другото и овие средби по работните пакети, за да се видат баш директно тие сите што соработуваат во конкретна насока. Меѓутоа има и факултативни активности како разгледување на градот, заедничка вечера, дружба. Исто така планираат сега одам малку низ агендата, всушност предпоставам тоа ќе беше вашето следно прашање. Првиот ден исто така веќе втората половина на првиот ден е планирана да биде како свечена и во неа фестив, нели на англиски така го искористија зборот. И во неа има најразлични представувања, панели од различни профили, каде што ќе се вклучат ректори, студентите како интегрален дел во сите тела на организацијата на Алијансата, не само како корисници на се што се случува, туку и директни учесници и вклучени исто така. Партнерите, асоцираните партнери од Алијансата исто така ќе имаат можност да се здружат по таа линија, но и колективно да се запознаат. Домакин ќе им биде и градоначалникот во Падерборн, пак имаат таква посета. Ректорите и студентите, председателите на студентските собранија веќе кажав, и сите кадри кои што имаат најразлични улоги во Алијансата.
Uklo Colors алијансата во својата апликација и во договорот ги внесе своите асоцирани партнери од најразличните домени, индустрии и општествени дејствувања, па така овој пат со нас на наше големо задоволство ќе патува и градоначалникот на општина Битола, бидејќи општина Битола е асоциран партнер на Uklo Colors и на алијансата Colors. И, како што кажав, ќе има средби и со градоначалниците. Вчера баш остваривме еден брифинг за што и како ќе се случува и веќе ни најавија дека еден од нашите партнери е Универзитетот во Осијек, а па општина Битола се здружила со општината во Осијек, така да ете ќе си се вмрежат уште повеќе и на ова поле и во тој еден универзум на дејствување. Рековте повеќе средби ќе имате по пакети, нели, како што кажуваме, како што се работа и во алијансата, но вие како академски координатор веројатно на повисоко ниво, веќе сте и во менаџментот на алијансата на Европскиот универзитет Colors, можеби на некои посериозни теми и планови што понатаму и како ќе се реализираат активностите. Да, точно. Тоа дејствување е кон алијансата се нарекува CIO Lead, значи одговорен кон алијансата за Укло и драго ми е што сум во таа улога, бидејќи сите претходни искуства и компетенции како да се испреплетија за да може да се исполни таа улога од моја страна. Централните координатори Падерборн веќе иницира статути, чартери и сите тие документи неопходни, минимален пакет, ама пак се многу, бидејќи има многу нивоа на дејствување и на соработка и соодветни тела во кои што ќе се учествува, како ќе се дејствува, кои се процесите. Така да тоа е сега во еден драфт нацрт и заклучно со овој настан после тоа ќе го одобриме и веќе ќе го почитуваме, бидејќи тоа сме должни да го правиме и меѓу себе, а и кон Европската комисија. Така што тоа е едно начин на фасилитација и управување со едни вакви неопипливи, а комплексни организми, општествено, економско, еколошко, дигитални организми на кокреација е навистина предизвик, бидејќи ако е материјален предмет или опиплива природа, навистина можеме да ја видиме барем. Ова е се замислено, меѓутоа замислено и неопипливо, меѓутоа пак од друга страна со најразлични визуализации кои што веќе постојат и на ниво на алијансата, на управните тела и на процесите, но и ги генерираме ние, ќе пробаме да го доловиме тоа, да го доближиме до сите што сакаат да се вклучат. А отворената покана за да се вклучуваат, веќе ја шириме како бранови низ времето и допрва ќе ги прошируваме тие мостови на соработка. Се допадна оно што рековте дека работиме нешто што на почеток и не е така видливо, не е опипливо, меѓутоа резултатите доаѓаат отпосле и стануваат видливи, барем така се надеваме. И она што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го работи токму како член во алијансата во овие изминати веќе 2,5-3 месеци, почнувајќи нели со реализација практична на оно што значи обврски и задачи во рамките на Colors, веќе почнува да добиваат некаква физиономија, да речем. Можеби се уште непознатици за поголемиот број од да речем академскиот кадар, студентите, но работите полека стануваат јасни и во таа насока во разговорот што ќе го правиме по музичката пауза, ќе проговориме и за активностите на студентите, но и пошироко на за дел од работите од останатите пакети во алијансата Colors. Почитувани, бидете заедно со нас на 90,8 МГц. По книгите на мудрости човек жив
со време се ќе научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок зид за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Јавене повторно назад, денеска заедно со нас во емисијата за Универзитетот Отворено професор доктор Рената Петровска-Нечковска, академски координатор на УКЛО во Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Професорке, веќе кажавме дека овој разговор практично го снимаме пред вашето заминување за Падерборн, каде од 17 до 19 март ќе се одржи таа прва заедничка средба на сите 9 универзитети кои што се членови во Алијансата. Со реализација на активностите веќе се започнува, генерално, оние главните сега на почеток, оние што прават можеби Колорс да биде повидлив меѓу граѓанството, првенствено меѓу академскиот кадар, меѓутоа имајќи предвид дека тука ќе бидат вклучени институции, обштествени, бизнис, невладини организации, сето тоа треба да се направи да биде достапно и видливо за сите. Точно така. Значи пробуваме да се препознаеме и да гравитираме околу ова јадро на Колорс и да го оформиме како што кажавте. Со внатрешниот и од организацијски тим горе-долу, нормално ќе биде тоа проширувано, флексибилно менувано. Сме позиционирани и веќе се почнати работите со сега следното, најубавото за нас е веќе денес го пративме тој убав имејл, поздрав на англиски, на шпански, на сите начини до нашите студенти, кои што пак се пријавија на отворениот повик за вклучување на студенти од прв, втори, трет циклус, бидејќи, како што кажавме, во Алијансата и во организацијските и во управните тела, а и со извесен надомест има места и простор за соработка со студентите.
И таа прва екипа од 30 студенти беа пријавени 40, а знаеме дека има интерес од многу повеќе и во иднина и ќе отвориме повторно, ќе ги обновиме отворените повици на бродот во овој универзум. И сега следното што би било, она што паралелно се одвива е нашите активности како УКЛО се бројни и сега веќе сите влегуваат под капата на Colors, односно повеќето. Нормално, ако има Европската комисија секогаш препорачува, не мора се да се почнува од нула. Значи, ако некој претходен проект со грант или со кофинансирање или сеедно продуцирал извесен ефект, да се надоградиме, да го искористиме, слично како куполата која што беше на ФИКТ, виртуалната купола на ФИКТ. Така да едва чекаме да ги да се надоградиме на тоа и да ја користиме во Colors и да ја ставиме на ниво на располагање и креативни начини на користење на целата алијанса. И други примери, значи активностите со спортот што се случуваат, отворените денови, бројни активности што сега изминативе недели се случија на нашите единици, значи не само како УКЛО како организатори, туку и единиците, факултетите во своите активности почнуваат веќе да идентификуваат што можеме тука да поистоветиме, бидејќи е во иста линија, а секако дополнително и специфични активности за Colors, што се нешто ново, пооригинално и интересно. Така што комбинацијата на тие активности, како што кажавте, е веќе почната и се случува, но секогаш ќе повторуваме, суштината во алијансата не е еднократен проект кој што завршува, напротив, ние генерираме многу механизми, микроуниверзуми кои што се надеваме ќе траат. И мисијата, всушност, мисија и визија се многу експлоатирани зборови, ама навистина една насока на действување и желба на сите во алијансата е да ги посадиме точните семиња и растенија во ова наше прекрасно поднебје и да имаме во иднината уште попрекрасни плодови, кои што како циклусите на природата, така ќе бидат и циклусите на општественото живење. Ги спомнавте студентите, и до нив, како и за академскиот кадар предходно, имаше испратено повик кој што сака може да се пријави или да учествува, па беа тие интервјуа кои се реализираа минатата недела, 40 на 30 до 40 студенти, веќе колку беа на број, и сите на почеток прашуваа, да, прочитавме, видовме, меѓутоа што конкретно можеме тука да очекуваме. Значи, еве да подсетиме и да им кажеме на оние кои што имат можеби желба да се пријават на вториот повик кој што понатаму ќе следи, дека освен активно вклучување во активностите на Colors во смисла работа на одредени задачи врзани со работата на алијансата, студентите добиваат многу студиски програми кои што ќе може да ги посетуваат на другите универзитети членки на алијансата, курсеви кои што ќе се организираат онлайн, нели рековте се во главно ќе биде хибридно, меѓутоа и летни кампови, средби на студентите, а од сето тоа и тие добиваат бенефит, нели го прошируваат своето знаење, стекнуваат нови пријателства, но исто така добиваат и за своето учество во ангажманите, нели, одредени бенефити, веќе рековме, сертификати, ЕКТС кредити и слично. Точно, значи затоа ги велиме финансиски и нефинансиски начини на мотивирање и вреднување. И да земеме да ги листаме не е исцрпно, дури и нивните потреби што се во текот на тоа градење на компетенции, откривање на потенцијали и нивно активирање е секогаш отворен процес. Точно кажавте, за се одиме со отворени повици, бидејќи сакаме да опфатиме што е можно повеќе чинители во сите овие процеси. Еден од поважните процеси беше активирањето на студентите. После отвораниот повик се случија повеќе чекори на препознавање, интервјуа, запознавање и слично во организирани средби, исто ќе речеме повторно хибридно. И тука би сакала дури да ги истакнам колегите кои што ова беше првиот како најзаокружен дел, нов дел во Colors, што се реализираше со врвна професионалност и компетентност и на задоволство и насмеани и радосни сите што така се реализира.
и затоа би сакали да ги спомнам. Значи професорите Мимоза Богдановска Јовановска, професорките Снежана Обедниковска и вклучените стручен кадар од Централната управа, од ректоратот, Александар Тодоровски, Даниела Андоновска Крстанова, Гуце Марковски, Сонја Тантарова Груеска и Борис Гушевски, Сонја Тантарова Груеска и Елизабета Ангелеска, како поспецифични, бидејќи ќе имаме еден поспецифична категорија на активности за студентите, кое што мора да биде под нивно менторство, а исто така и еден коспейс центар, географски простор, локација, која што ќе биде во центарот на Битола, што исто така бара специфични компетенции од студентите. Мене ми беше убаво тоа кога им се кажуваше на студентите дека никој нема да биде одбиен, секој што сака да работи, секој што сака нешто да придонесува во алијансата, во Колорс, ќе си го најде своето место. Навистина е убаво кога знаеш дека одиш некаде, дека се представуваш и дека тоа што си го покажал, своето знаење кое што го имаш практично го нудиш за некаква активност да те ангажираат, нема да биде одбиено. Да, тоа е специфично. Пристапот е специфичен и сакаме така да биде во се. Истото го правиме и со кадарот, но уште повеќе со студентите, бидејќи тие се на почеток и треба да осознаат според нас што е, како треба да биде професионалниот живот. И затоа пробуваме и со различни алатки кои што сме ги веќе дизајнирале во нашето претходно работење и во соработката, во истражувањата, во менторирањата, особено на докторски студии, наши и со нашите студенти. Значи што функционира и еве како некакви известни знаени во менаџментот, сметаме дека ако постојат активности кои што се назначени, значи по компетенција, знаеме дека конкретен студент и колега има известна компетенција што е специфична и го покануваме да се вклучи, дали има време и можност да ја сработи во рамките на ангажманот. Тоа е еден правец. Меѓутоа другиот уште поважен правец е се листаат, имаме плејада на работи што треба да се сработат, активности, но и исходи што треба да се постигнат и ги ставаме на располагање на сите. Па студентите кои што ги избравме, ќе можете онака да кренат рака во суштина. Јас можам и сакам ова да го правам. Назначуваме кој ќе се консултира, менторира и води низ процесот, како ќе оди соработката и тоа тече. Пробуваме да ги минимизираме роковите, значи често ќе кажеме на шега, ова не е во здравство, медицина, туку напротив, во социјалното, во општественото живење, роковите можат да се подесат за да биде на задоволство на сите, за да се извлечи максималниот квалитет. Значи климата на соработка е нешто што го акцентираме. Пријатна соработка со почит и со градење на компетенции и вложување на најдоброто од себе. А морам да го заокружам овој дел со тоа што знаеме дека сите овие студенти што се пријавија, а тоа го кажа и сите вклучени колеги во интервјуата, се едни од врвните. Значи како по знаење, така и по персонални карактеристики, професионализам, пристап, енергија, креативност, проактивност. И затоа со нив сметаме дека ќе трасираме она вистинското што може потоа да се примени и со сите студенти. Уште еднаш да повториме дека ќе има и повторно повик до студентите кои што ќе сакаат да се пријават за учество во активностите на алијансата, но за тоа во друга прилика ќе го завршуваме разговорот со оглед на тоа што имате обврски, морате да се подготвувате и за патување, да повторам уште еднаш, значи разговорот го снимаме пред вашето заминување за Падерборн. Што очекувате од средбата таму? Веќе ги знаете во главно колегите кои што ќе бидат таму присутни од останатите универзитети, во главно не сите, нормално. Меѓутоа сте имале контакти, нормално убавите се тие средби да се видат пријатели кои што не се виделе одамна вака во живо, но и да се договорат активностите, можеби поконкретно со некои од нив. Значи, една интересна работа во денешниот свет е што со никој не сме се запознале во живо. и многу работи и во изминативе години се случија со луѓе што воопшто не се познаваме, а нешто не споило за да соработуваме. Таква е и оваа алијанса и сега навистина ќе се видиме во живо. Она што го носат тие средби најчесто е порамнување и нивелирање како на маките, проблемите и сличноста на ситуациите со кои се справуваме,
а знам и верувам и досега се што сме размениле дека слично има проблеми, предизвици во сите места, во сите партнери од слична или различна природа, меѓутоа има и уште повеќе да си ја споделиме радоста што сме дел од ова и секогаш во ваквите соработки едни со други се надврзуваме во инспирирањето. Значи, некогаш ќе обсервираш едноставно како некој се справува со проблемите и тоа те инспирира за и ти да издржиш во некои потешки ситуации. И обратно, како некој води кон некоја цел, кон некоја мисија и граба напред и ги повлекува сите со себе и ти би сакал да бидеш во таа екипа. И така, взаемно разбирање и инспирација. Го завршуваме овој разговор со желбата убаво да поминете и да размените добра енергија со останатите членови на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, па повраќањето повторно да се видиме и да ги кажете вашите впечатоци веќе од одржаната средба и што таму се договорило и како ќе тече Колорс понатаму. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам, драго ми беше и сите овие искази се всушност еден запис кој што знам и верувам и затоа сум премногу благодарна, го слушаат сите што ќе се вклучат ново во Алијансата, сите што сакат да се запознаат со Алијансата и затоа и ги поставуваме и на нашиот веб, и на нашите социјални медиуми, и на LinkedIn, каде што е новото место каде што ќе гравитира Алијансата и сите настани. Така што благодарам што ме поканувате и продолжуваме со соработката. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако.
Со ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска и председателот на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, Борис Гушевски, за средбата на членовите на Колорс во Падерборн, разговаравме за време на одржувањето на турнирот за баскет, што Универзитетот го организираше минатата недела. На почеток, проследете го разговорот со ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски. Од 17 до 19 март се одржува во Падерборн, во Германија, првата средба официјална, еве да речеме, во живо на членовите на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Што очекувате? Да, тоа е церемонијален настан, фактички она што формално почна на 1 јануари, веќе подготовките и првите активности течат. Сега во Падерборн, кој што е лидер на Алијансата Колорс, ќе се соберат сите ректори, проректори и други учесници во Колорс од сите 9 универзитети, дел и градоначалници, меѓу кои и нашиот градоначалник, значи каде што се лоцирани универзитетите, и фактички една церемонија која ќе означи едно ново поглавје во развојот и на УКЛО, но и на Битола и на регионот пошироко. Активностите веќе започна интензивно и така и ќе продолжат. Да, 4 години имаме активност, имаме и буџет, имаме волја, и тоа не значи дека ќе траат само 4 години, бидејќи вообичаено успешните алијанси продолжуваат да се финансираат за нови 4 па 4 години и така. Разговорот го снимаме пред почетокот на турнирот во баскет. Голем број активности на универзитетот се веќе под чадорот на Алијансата, меѓутоа претпоставувам дека и ваквите активности, спортските ќе бидат апсолутно ќе му дадат една нова димензија, бидејќи ќе му дадеме и меѓународен карактер, така да и во иднина сите активности ќе бидат покрај што се поддржани од УКЛО, ќе бидат поддржани и од Алијансата. Може би во периодот што следи понатаму и организирање на вакви турнири со останатите 8 универзитети. Да, првата намера ни е УКЛО Опен, кој што очекуваме некаде веројатно почетокот на јуни, бидејќи крајот на мај имаме други обврски, да ги поканиме и универзитети од регионот со кои имаме традиционална соработка, но и членките на Алијансата. Да не откриваме премногу, се со време како што ќе биде. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. А кои се очекувањата на проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска од средбата во Падерборн? Слушнете во продолжение. Разговараме и со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Претходно разговарав и со ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, и за турнирот, но некако неизоставно ми беше и прашањето за првата средба на членовите на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, што се одржува нели во Падерборн. Разговорот го снимаме пред заминувањето ваше таму. Вие како раководител на пакетот 6 заминувате исто така таму. Разговарав и со професор доктор Рената Петровска-Нечковска како академски координатор на УКЛО во Колорс. Вашите очекувања? Па јас очекувам дека ќе ги допрецизираме или ќе се доразјаснат одредени нејасноти кои што се појавија во текот на овие први 2 месеци, би рекла, од започнувањето на функционирањето на Алијансата, нејасноти за тоа што ова е еден навистина робусен, комплексен, специфичен проект, не е ни проект, туку е нова форма на функционирање на нашиот универзитет. Очекувам интересни средби, пријатни средби, разговори со нашите партнери во проектите, но и на ниво на Алијанса. Велам, до прецизирање и подготовка на идните активности во рамките на Алијанса. Патува цел тим представници од УКЛО? Така, патуваме сите, целиот менаџерски, би рекла, тим од УКЛО и председателот на студентите Борис Гушевски. Рековте, очекувате одредени нејасноти да се разјаснат, меѓутоа со оглед на тоа што поголемиот дел од активностите и досега, но и понатаму ќе бидат хибридни, убаво е кога ќе се видите очи во очи, па потоа и останатата комуникација ќе биде полесна. Апсолутно, секогаш тие средби со физичко присуство се покорисни.
корисни, јас повеќе ги сакам и ги практикувам и верувам дека ќе ги искористиме во вистинска насока заради која и ќе отидеме во Падерборн. Постојано кажуваме дека најголемиот број од активностите на универзитетот сега се на некој начин и под капата на алијансата Colors. Па да, апсолутно веќе тоа не треба да станува прашање. Еве јас ќе се повикам на неколку разговори во последната недела, ќе постојано, знаете, ги подготвуваме активностите на универзитетот на централно ниво, на ниво на ректоратот и се прашуваме меѓусебно ова дали нема повеќе прашување. Едноставно се и под капата на Colors, ние функционираме како европски универзитет, ние сме дел од алијансата. Всушност не е само на централно ниво, секоја единица, секој наставен кадар, административен, академски мора, секој студент треба да знае дека е дел од таа европска алијанса, европски универзитет, така и дека едноставно секоја една активност треба да биде во рамки на функционирањето на алијансата. Добро, веројатно се размислува и останатите активности што ќе следат, без разлика дали е тоа спорт, култура, научно-истражувачки проекти со поголема вклученост, може би покана за учество на студенти и академски кадар од останатите универзитети и членки на алијансата. Апсолутно се размислува веќе за почетокот на април. Подготвуваме, не можам сега да ја најавам активноста бидејќи ја подготвуваме работилница со студенти и професори од алијансата и имаме размислувано и поставени се како тема за дискусија неколку настани, меѓу кои и Science Cafe и друг тип на јавни настани во кои не само студенти и професори од алијансата, но и ќе вклучиме голем број на граѓани од европските региони во кои што припаѓаат универзитетите партнери во алијансата. Ви благодарам за разговор. Благодарам и јас. Студентите се во центарот на Colors, па така на средбата во Падерборн присуствуваат и тие. Представник од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е председателот на Универзитетското студентско собрание Борис Гушевски. Разговаравме накратко и со него. Борис Гушевски, како председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, исто така ќе биде учесник на таа прва средба во Падерборн, Германија, како универзитет кој е координатор на алијансата на Европскиот универзитет Colors. Борис, што ќе биде твојата задача на овој состанок? Предпоставувам треба да имаш средби со студентите од останатите универзитети, некои првични сознанија твои како ќе се одвива целиот настан во својата област. Така, настанот се одбива во како kick-off meeting, односно прво започнување на алијансата во живо од 3 дена. Имаме посебна агенда. За секоја работна група ќе има состаноци. Јас како ко-лидер на работна група 6 ќе имаме состанок во тој однос, докаде сме и како работи работна група 6, а додека во другата фаза од студентите представници ќе формираме еден Colors студентски форум, каде што ќе има представници од сите универзитети што се во Colors алијансата и секој представник ќе биде исто така координатор на студентските работни групи од 1 до 6. Исто така и ќе има секретар и главен лидер на групите. Кои се твоите очекувања практично од овој настан? Средби со твои колеги од останати универзитети треба да го представиш уклово најдоброто светло како представник на студенти. Да, во секој случај уклово треба да биде представено најдобро светло и јас ќе се надевам на прекрасна дружба и убав настан за почнување на оваа алијанса со цел на проширување на нашиот универзитет во низ Европа првично и потоа следат и низа од активности што ќе бидат под Colors капата. Исто така и очекуваме доста размени на студенти помеѓу нашите универзитети. Ти посакувам убав престој таму, убави дружби, средби, пријателства и секако да се вратиш со убави работи кои што ќе ни ги кажеш потоцна. Така, тоа што ќе научиме ќе биде споделено со останатите студенти. И благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, кажи ми.
Никој не те сака како јас, како јас. Овој живот слика се во нас, се во нас. Сакам да те викам мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој како јас, никој како јас. Знаеш ли, знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. По обраќањето на делегацијата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од Падерборн во емисијата за Универзитетот Отворено на Упло ФМ Битола, секако дека ќе ги пренесеме импресиите од средбата со членовите на Алијансата на Европскиот универзитет Холорс и на тамошните чекори кои ќе бидат реализирани. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено. Емисијата тонски ја реализира Љубтор Светковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на Упло ФМ Битола, магистер Сонја Тандарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи се згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај
Укло ФМ Битола, март 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.